почетокот на 90-тите години на минатиот век дојде до распаѓање на поранешната Југославија, пошто во септември 1991 година Република Македонија се стекна со независност на еден дел од својата етничка територија и за само еден дел од македонскиот народ. На референдумот што се одржа на 8 септември 1991 година, македонскиот народ и државјаните на Република Македонија се определија за самостојна македонска држава. Актот на раѓање на една држава е извореден настан во историјата на еден народ, но радоста од стекнувањето на независноста за нас македонците е претворена во понижување. Страшно е да не можеме да се радуваме на еден ваков извореден настан во историјата на Македонија. Во изминатите 30 години асално не се израдувавме на македонската држава за која генерации македонски се бореле и ги положија своите животи. Народот е очаен и разочаран од сегашните погубни политики на марионетските власти во Скопје, кои 30 години се инсталираат од странски центар. Но најстрашно е што во 2018 година, после 27 години од самостојноста на Македонија, и се случи едно од најголемите национални предавства во поновата македонска историја. Поточно, на 17 јуни 2018 година, во селото Нивици, крај Преспанското езеро, во егејскиот дел на Македонија, окупиран од Грција, Република Македонија склучи капитулантски договор со Република Грција, со која се брише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Овој договор е илустрација и на едно тешко предавство на основните начела и норми на меѓународното апсолутно задолжително право. Она што не им успеа во минатото на вековните поробувачи на Македонија и македонците, го направи власт инсталирана на насилен начин, кој не ја одразува волјата на народот. Поточно, на 27 април 2017 година се случи своевиден државен удар во собранието на Република Македонија со насилниот, нелегален и нелегитимен избор на Талат Џафери за председател на собранието, а нешто подоцна, на 31 мај 2017 година, и инсталирањето на марионетската влада на чело со Зоран Заев со задача да го спроведе геноцидот, проектот за бришење на се што е македонско. На ваквото национално злосторство врз македонскиот народ се спротистави националниот блок насловен како Македонија бойкотира, а подоцна насловен како Македонија блокира, предводен од партијата Единствена Македонија. Во националниот блок се здружија 84 организации, партијата Единствена Македонија и 83 македонски здруженија од земјата и странство. Во периодот од јуни 2018 до јануари 2019 година, овој национален блок водеше голема битка против антимакедонското поведение на власта преку протести и блокади, вклучително и референдумската кампања во септември 2018 година. Имено, Собранието на Република Македонија на 30 јули 2018 година донесе одлука за распишување референдум кој го спроведе Државната изборна комисија на 30 септември 2018 година. Референдумското прашање гласеше: дали сте за членство во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Согласно ова, Единствена Македонија веднаш започна со активности против болните антимакедонски активности на марионетската власт во Скопје. А што може да се очекува од една национална партија која во основа се бори за одбраната на националните и државните интереси и која секогаш е на првата линија на македонскиот народ? Оваа битка ние ќе ја добиеме. Оваа битка ќе се добие на 30 септември со неизлегување на референдумот и со бојкот на референдумот. Во овој контекст, партиските органи на Единствена Македонија, извршниот и централниот комитет на партијата донесоа одлуки преку бојкот на референдумот да и се покаже на власта што мисли народот за договорот. Основна причина да се повика народот за бојкот на референдумот беше проценката во партијата која подосна се потврди дека власта и нејзините странски ментори од Брисел и Вашингтон ќе водат брутална референдумска кампања и оттаму обидот преку бојкот да се направи референдумот неуспешен.
односно се недоволна излезност на народот на референдумот да и се покаже на власта дека народот не го прифаќа капитулантскиот и предавнички договор со Грција за бришење на се што е македонско. Првично, на 5 август 2018 година, 28 организации, партијата Единствена Македонија и македонски здруженија од земјата и странство во хотелот Континентал во Скопје го подпишаа меморандумот за стратешка соработка за референдумот. На 5 септември 2018 година, во седиштето на Единствена Македонија, меморандумот го подпиша уште 36 македонски здруженија од земјата и странство. 9 дена подоцна, во седиштето на Единствена Македонија, меморандумот го подпиша уште 20 македонски патриотски здруженија. Вкупно 84 организации, партијата Единствена Македонија и 83 македонски здруженија од земјата и странство се здружија во Македонија бойкотира. На тој начин, на општествено-политичката сцена во Република Македонија во врска со референдумот се етаблираат две групации кои водеа кампања со спротивни пределби. Односно, институционално гледано имаше две официјални кампањи за референдумот во септември во 2018 и тоа. Од едната страна имавме референдумската кампања во организација на марионетската власт во Скопје која настави под слоганот "Излези за Европска Македонија", со повик до народот на поголема излезност со агитирање за референдумот и промена на името. Од другата страна ја имаме референдумската кампања на националниот блок предводен од партијата Единствена Македонија под слоганот "Македонија бойкотира", со повик до народот на бойкот и неизлегување на референдумот. Кампањата за референдумот на 30 септември 2018 година согласно законот траеше 20 дена и се одликуваше со следните карактеристики. Кампањата на марионетската власт во Скопје и незините ментори од Брисел ја карактеризираа притисоци и уцени врз вработените во администрацијата и воспримателите на социјална помош, митинзи на кои луѓе се носеа со автобуси во различни места. Власта самата на себе си додели од буџетот 3,5 милиони евра за кампањата. На денот на гласањето, полнење на избирачки кутии во местата каде живее албанско малцинство во земјата. Целосна контрола врз медиумите и медиумската промоција само на кампањата на власт, како и силна поддршка за власта од странски политичари кои недозволиво се вмешаа во референдумската кампања како прашање од внатрешни работи на земјата. Пред гласањето на референдумот, во септември 2018 во Македонија лично дојдоа да агитираат германската канцеларка Ангела Меркел, генералниот секретар на НАТО Јанс Столтенберг, еврокомесарите Фредерика Могерини и Јоханес Хан, американскиот секретар за одбрана Џејмс Матис и повеќе министри за надворешни работи на земјите членки на ЕУ. Заедничко за сите нив е непримерно оцрнување и ширење на лажни приказни за предводникот на Македонија бойкотира партијата Единствена Македонија за наводни руски пари и руско мешање во Македонија. Да покажеме на почистичката власт што седи во ова собрание. Тоа всушност веќе не е собрание. Таму гледате има една збиршина на терористи од УЧК, на криминалци, на педери и шпиони на странски служби. Значи ние ќе победиме таа збиршина, оти сакаме да бидеме своји на своето. Тие ги имат парите, ја имат поддршката од тие белосветски битанги и политички и дипломатски. Меѓутоа, едно да знаат, ние го имаме најсилниот аргумент кој што не може да се побие со ништо. А кој е тој аргумент? Македонскиот народ не сака во НАТО, не сака во ЕУ, не сака промена на идентитетот и не сака промена на името. Овој аргумент не може да го побијат со никакви пари, со никаква сила. Да сме живи и здрави и на 30 септември тука сите заедно ќе славиме. Дури американскиот секретар за одбрана Џејмс Мартин, кој дојде на 17 септември 2018 година, што за време на летот до Скопје во авионот пред присутните новинари изјавил, цитираме: "Москва ќе се меша. Нема сомнение дека Москва финансира проруски партии во Македонија со цел неуспех на референдумот. Префрлаат пари и спроведуваат кампања за влијание и доаѓаат во Скопје за референдумот да го срушат злонамерното руско влијание." Со други зборови, да ја сруши Единствена Македонија како единствена партија која гледа на светот подалеку од Брисел и Вашингтон и која во тој момент водеше кампања за бойкот наспроти кампањата на марионетската власт во Скопје.
Се разбира, се тоа беше смислена кампања на власти и нејзините странски ментори од Запад кои се определија за кампања на антируска основа, бидејќи партијата Единствена Македонија е единствена македонска партија во Македонија, за која што спомнавме, светот е многу поширок и не завршува до Брисел, и партија која е против евроатланските интеграции, каде се брише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Така стоја работите со кампањата на марионетската власт во Скопје. Од друга страна, кампањата на Македонија бојкотира и ја карактеризираше целосна блокада од медиумите. Например, лидерот на Единствена Македонија Јанко Бачев во тоа време имаше повеќе од 30 изјави и интервјуа за најпознатите светски медиуми: Спутник, Русија Дейли, Guardian, Reuters, BBC, New York Times, Financial Times, NLC, Handelsblad, Норвешка државна телевизија, Јапонска телевизија, Deutsche Welle и други. Но замислете, немаше ниту една, повторуваме, ниту една изјава за домашна телевизија. Целосна медиумска блокада. Затоа Националниот блок Македонија бојкотира, односно Македонија блокира, спроведе силна теренска работа со посета на секое поголемо населено место во Република Македонија и разговори очи во очи со народот зашто треба да се бојкотира референдумот. Остана впечатливо кај народот брендираниот автобус, со кој во 20-дневната кампања беа посетувани голем број населени места низ државата, поминувајќи околу 10.000 километри. Во скромната кампања беа потрошени околу 20.000 евра за брендираниот автобус, отпечатени 500.000 флаери, мајци, озвучување бини и други тековни трошоци, од кои 10.000 евра дојдоа како помош од нашинците од Австралија и Канада, а останатите средства беа обезбедени дел од партијата Единствена Македонија и дел од председателот на партијата Јанко Бачев. Власта си додели 3,5 милиони евро од буџетот за финансирање само на својата кампања, третирајќи го буџетот како нејзина приватна сопственост, иако кога станува збор за буџетски народни пари, требаше или јавната кампања на двете страни да се финансира од буџетот, или на двете страни да не им се дозволи буџетски средства. Со еден збор, требаше да има рамноправност на кампањите со цел народот се запознае со определбите и на двете кампањи, но тоа веќе е историја. Важно е на крај победи народот. Референдумот беше неуспешен и поголем дел од македонскиот народ и државјаните на Република Македонија упатија порака до власта дека не сакаат во ЕУ, не сакаат во НАТО и промена на вековното македонско име. Иако власта ја имаше моќта, медиумите и парите, Националниот блок Македонија бојкотира, победи во оваа битка за Македонија бидејќи го имаше несилниот аргумент. Поголем дел од македонскиот народ и државјаните не сакаат членство во НАТО, не сакаат промена на името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Останува запишано на најкомпетентното место, Државната изборна комисија, која прогласи дека референдумот не успеа. Поточно, Државната изборна комисија на 3 октомври 2018 година објави извештај во кој констатира дека согласно конечните резултати од гласањето на референдумот на 30 септември 2018 година, одлуката не е усвоена бидејќи не гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Извештајот на Државната изборна комисија за неуспешниот референдум е објавен во Службен весник на Република Македонија број 186/2018 од 8 октомври 2018 година. Неуспешниот референдум на кој избирачите преку бојкот кажа не за членство во НАТО, ЕУ и промена на името има историско значење за македонскиот народ и свое формално значење доколку се поведе постапка за поништување на договорот. Интересно е да се забележи дека согласно с договорот, известувањето од Грција до генералниот секретар на НАТО да ја упати покана за пристапување на Македонија во НАТО е условено со исходот на референдумот. Односно, во договорот се вели дека по добивањето на известувањето од Македонија дека референдумот е успешен, односно со исход кој е консистентен со договорот, Грција ќе го ратификува протоколот за пристапување на Македонија во НАТО заедно со ратификацијата на договорот.
Меѓутоа, референдумот беше неуспешен, односно референдумот е со исход кој не е конзистентен со договорот, а Република Грција ја услови ратификацијата на договорот и протоколот за членство на Македонија во НАТО токму со успешен исход на референдумот, што значи дека марионетската власт во Скопје била силно убедена дека референдумот ќе успее, но македонскиот народ не мислеше така. Како и да е, според Уставот на Република Македонија, одлуката на референдумот е усвоена, а за неа гласале мнозинство од избирачите кои гласале, доколку гласале повеќе од половина од вкупниот број избирачи, а одлуката донесена на референдумот е задолжителна. Значи, референдумот беше неуспешен и одлука на референдумот не е усвоена, но марионетската власт во Македонија ја погази волјата на народот со целосно игнорирање на референдумскиот резултат. Власта, наместо да ја прогласи неважноста на предавничкиот договор со Грција, поради неуспешниот референдум, го направи спротивното и започна постапка за промена на Уставот. Од тука, Националниот блок Македонија бојкотира. Поголемата референдумска победа ја продолжи битката против обидот на марионетската власт за промена на Уставот и бришење на се што е македонско, сега настапувајќи под логото Македонија блокира. Значи, по неуспешниот референдум започна постапка за промена на Уставот со цел одредбите од предавничкиот договор со Грција да се вградат во Уставот. Но и тука марионетската власт во Скопје употреби недозволиво однесување. Имено настана вистинска драма во трката на марионетската власт во Скопје да обезбеди двотретинско мнозинство потребно за промената на Уставот, односно 80 пратеници. Собранието на Република Македонија го сочинуваат 120 пратеници, а коалицијските партии во власта има сигурни 72 пратеници кои беа спремни да го извршат националното предавство и злосторство врз македонскиот народ. За таа цел власта започна брутална акција за обвинување и носење во притвор на пратеници од опозицијата со цел подоцна да дојде до непристоен пазар, слобода во замена за гласање за уставните измени. Дури имаше и случаи пратеник да се ослободи од притвор во утринските часови, за да може истиот ден да учествува на собраниската седница по повод уставните измени. Зоран Заев ќе биде главниот дилер на дрога, Бојко Борисов главниот криминалец, Еди Рама главниот дилер на дрога, Мило Џукановиќ главниот дилер на цигари, Хашим Тачи главниот дилер на човечки органи. Ете тоа е друштвото на Зоран Заев со овие премиери. Може да не следат, да не прислушкуваат, да ни се закануваат, но да не дозволиме да ни го убијат духот. Ако ни го убијат духот, ќе ни го убијат и името. Без разлика на нашите политички убедувања, дајте сега да го спасиме името, а после на избори ќе се расправаме. Сега сите како македонци, сложни единствени, да застанеме на празникот на Котковината. Ова е единствен пат, немаме друг пат. Велат било тешко. Да, тешко е, има закани. Меѓутоа, почитувани браќа и сестри македонци и македонци, зарем им било лесно на нашите предходници да се подсетиме на нивните маки, се будиле, живееле и заспивале со Македонија. Успеа со закани и пазарење да обезбеди 8 опозицијски пратеници, од кои еден дел беа амнестирани од кривичниот прогон, а беа амнестирани и нивни блиски семејни лица претходно обвинети за сериозни кривични дела, со што власта обезбеди двотретинско мнозинство за уставните измени. Елизабета Канчевска-Милевска, Емилија Александрова, Крсто Муковски, Сашо Василевски, Нола Исмаиловска-Старова, Љубен Арнаудов, Зекир Рамчиловиќ и Владанка Авировиќ се 8 пратеника кои остануваат во Македонија вечно жигосани како национални предавници кои пребегаа од својата партија и подлегнаа на заканите и пазарењето. На вакво насилно однесување за промена на Уставот повторно се спротистави Националниот блок, кој по референдумот водеше кампања
Против уставните измени се до јануари 2019 година, овој пат по слоганот Македонија блокира, предводена од партијата Единствена Македонија. Националниот блок Македонија блокира по референдумот на 30 септември 2018 година до јануари 2019 година стоеше чврсто на браникот на татковината против уставните измени. Не е претерано да се каже дека во тие неколку месеци домот беа улици и плоштадите во Скопје и низ Републиката, бидејќи следеа секојдневни протести и блокади пред собранието на Република Македонија, по улиците и плоштадите на главниот град Скопје и останатите градови низ Македонија. Протести пред домовите на одметнатите 8 пратеници, блокада на гранични премини и слично. Сето тоа вклучително и веќе споменатата 20-дневна кампања за референдумот во септември 2018 година во битката против едно од најголемите предавства во поновата македонска историја. 7 месеци за Единствена Македонија и Македонија блокира улиците беа нивниот дом. Секој од нас не може да одлучи кога ќе се роди. Се друго е одлука. Ние одлучивме да се бориме. Ако се бориме, може да победиме, а може и да изгубиме. Меѓутоа, ако не се бориме, во старт ќе изгубиме. Да резимираме, битката со бојкотот на референдумот одржан на 30 септември 2018 година заврши успешно. Референдумот за власта беше неуспешен, избирачите испорачаа големо не за членовите на Македонија во НАТО, ЕУ и промена на името. Македонскиот народ и државјаните на Република Македонија и кажаа на власта што мислел за предавничкиот и капитулантски договор со Грција. Народот го прифати повикот за бојкот на референдум од Националниот блок Македонија бојкотира, каде членува 84 организации предводени од политичката партија Единствена Македонија. Но власта не ја почитуваше референдумската волја и во јануари 2019 година со уставните измени одредбите од договорот станаа составен дел на уставот. Марионетската власт во Скопје кажа да, онаму каде македонскиот народ и поголем дел од државјаните на Република Македонија на референдумот на 30 септември 2018 рекоа не. Исто така, државата беше насилно внесена во НАТО наспроти волјата на народот на референдумот. Се уште се свежи сликите од 7-месечната борба на Националниот блок Македонија бојкотира, односно Македонија блокира во тешки временски услови и аманетот што го добивме од големиот број македонци и македонки на протестите дека битката за Македонија и македонците не смее да престане и после промена на уставот, дека битката продолжува, бидејќи ние како македонци немаме повеќе што да изгубиме. Важно е да се спомене дека предавничкиот договор со Грција е ништовен според меѓународното право и мора да се понешти и дека постојат правни основни и постапка како да се стори тоа. Останува на некоидна власт во Република Македонија која ќе има храброст да поведе постапка за поништување на овој капитулантски договор со кој македонците се бришат од светската мапа на нации, а сето тоа против волјата на народот. Македонскиот народ и сите лојални малцинства во државата изразуваат вечна благодарност и голема почит до Единствена Македонија и Националниот блок Македонија бојкотира, односно Македонија блокира, и до сите припадници на отпорот кои секојдневно беа на барикадите за одбрана на татковината, за 7-месечната херојска битка против договорот со кој се брише се што е македонско. За крај, може би најдобре е да илустрираме херојската битка против националното предавство преку еден краток извадот од околу 100 говори на председателот на Единствена Македонија Јанко Бачев на протестите пред собранието на Република Македонија, кој е своевиден завет и зарекување пред македонскиот народ. Почитувани браќа македонци и сестри македонки, почитувани државјани на Република Македонија, давам збор, ветувам дека нема да ја предадеме Македонија, нашата земја, нашата татковина, нашата партија Единствена Македонија никогаш нема да ја предаде крвта на илјадници македонци и македонки која пролеа за нашата горда Македонија. Никогаш нема да го предадеме името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Кажувам директно и јасно, ние во Единствена Македонија сме во политиката да ги одбраниме македонските интереси. Македонија е нашиот дом, онака како што се бориме за нашите домови, се бориме и за Македонија. Ова не е битка за власт, ова не е битка за Јанко Бачев, јас сум небитен, ова не е битка за индивидуалци и лидери.
Тоа е минлива категорија. Ова е битка за опстанок на еден цел народ. Ова е битка за Македонија. Битка која само заедно можеме да ја победиме. Марионетската власт во Скопје во спрега со своите странски газди примирено не оддалечува од нашиот идеал да бидеме свои на своето, но на крај Македонија ќе победи. Да ги збиеме редовите, рамо до рамо, срце до срце, рака за рака, сплотени единствени ништо не ни можат. Сите заедно, старо, младо, машко и женско, на нозе се креваме. Нашата борба е исправна. Ние се бориме да останеме свои на своето. Нашата борба е света должност, потенцираше председателот Бачев. Ова е кратко сведоштво на антимакедонските действија на непријателите на македонското дело. Нека биде и наша силна порака дека не се откажуваме од конечната победа да си ја вратиме државата назад. Партијата Единствена Македонија и Националниот блок Македонија бойкотира, односно Македонија блокира. За референдумот успеа, но за спречување на промена на уставот не успеа. Но за сите борци од отпорот против марионетската власт, здружени и сплотени во Националниот блок Македонија бойкотира, односно Македонија блокира, нема дилема. Договорот меѓу Македонија и Грција, со кој се брише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ, мора да биде поништен. Не постои нешто што би дало право на која било генерација македонци во името на претходните и идните генерации да одлучува за името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Секој оној што сака да работи за промена на националниот карактер на македонците како библиски народ кој се споменува во Библијата, тоа може да се смета за добар грк, бугарин, србин, албанец, европеец, натовец, но не и за добар македонец. Сакаме само да бидеме тоа што сме, македонци од Македонија. И толку. Не се откажуваме. Битката за Македонија и македонците продолжува. Да живее Република Македонија како национална држава на македонскиот народ со гарантирана положба на малцинствата според меѓународното право. Да живее организацијата, Националниот блок, Македонија бойкотира и Македонија блокира. Нека ни е вечна македонската држава. Сите ние што сме се нафатиле на овие работи, што имаме силна желба и волја да ја одбраниме Македонија, треба да се водиме од една идеја, дека сите ние сме спремни да живееме, да работиме и ако треба да умреме за Македонија.